الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Хамд, благодарност на Аллах Желешану, Створителот на се што постои, Створителот на дуњалук и ахирет. Нека е салават и селам на Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем, неговата честна фамилија, асхабите и сите оние кои го следат се до судниот ден. Елхамдулилlah на Аллах Желешану што по трети пат не собират на исто место. Трети пат, трета хуманитарно донаторска вечера на нашето хуманитарно друштво Земзем. Прво ви изразувам благодарност што се потрудивте да дојдете и ве поздравувам со селаму алейкум ва рахметуллахи ва барекатух. Нема да ви одзема многу време, пошто вечерва имаме специјални гости, дојдели од нашето село. Значи стана е, дојде, се потруди, Аллах да ја награди. Ќе му оставиме малку повеќе време ними. Вечерва ќе објасниме само едно известување од нашето друштво Земзем, како и што направи во делот една година. Хуманитарно друштво Земзем од лани до годинава имаше донација на градежни проекти, лекување и помош на фамилии. Градежни проекти има донирано 5200 евра. Помош за лекување 1200 евра. Помош на фамилии 2570 евра. Вкупен изнес 8970 евра. Влез на пари 20.800 евра. Изнес на пари 8.970. Моментална состојба на нашето друштво Земзем 11.830 евра. Моментална состојба на членови 80 членови. Елхамдулилlah, гледаме дека друштво Земзем 2024 на 15 април започна со 14 членови. Моментално сме 80 члена, елхамдулилlah. И ова добро го знаеме и го користиме за нашето село и за секој оној кој има потреба. Ова друштво, вакви друштва, ќе кажете ефендиите како иначе исламски, да и поддржвиме. Садаката вели, мој да го мените кадрот. Ние со ова друштво го започнавме 2024. Па иншаллах 2027 заврши мандатот на овој одбор. Секој оној кој што има ние, значи да се приклучи во ова друштво како дел од одборот, како член е секој добре дојде. Како член е секој добре дојде. Кој сака да се уклучи во одборот, слободно мој, значи да се гласат година, че имат иштела ближно на овој датум, во ова време. Иншаллах, ќе имаме значи гласање регуларно. Секој оној што сака да биде дел од одборот, треба да биде минимално една година како член на ова друштво. А секој што сака да гласа, да искористи глас, треба да има 6 месеци најмалку платено во ова друштво. Овие иншалла се едно кратко известување, па иншалла пак ќе објавиме на групата и на интернет. А сега иншалла овде е со нас едно нашиот одбор. Овој одборот сегаше. Се трудиме што можеме да направиме, се трудиме во името на Аллах. Ова работа бара жртва. Прво, пак ќе насме на Аллах да ве награди, сам човек нема ништо да направи. Ова све зависи од сите од вас. Иншаллах да се бориме, да го поддржиме ова друштво. Да се бориме иншаллах. Ако видиме некоја грешка, да ја поправиме. И да се бориме иншаллах, да се поддржиме едни кон други. Имаме исто иншаллах вечерва представник од друштво од одборот што е во Македонија, во Подгорци. Архитектот Мирсат Реджовски. Иншаллах ќе му оставиме и него два зборој и ќе му препуштиме после неколку зборој на ефендиве и ќе се пуштиме појадењето иншаллах.
Аллах да ве награди за трудот ваш, Аллах да ве награди за придружбата. Иншаллах, да се бориме што поќе, да се поддржиме еден по други и да се држиме еден со сите. Еден да го поддржиме на сите и сите за еден. Аллах да ве награди, а сега, иншаллах, Мирсат Реджевски, архитектот Бујрун, нека настави. Селам алейкум на сите. Почитувани мои сограѓани, почитувани мои подворчани, почитувани гости, ми причинува голема чест и задоволство што сум тука покрај вас, покрај сите мои луѓе. Во ова прилика се заблагодарувам на одборот за поканата и сакам да ја истакнам важноста за нашиот себеб што сме тука на едно место, а тоа е традиционалната трета поред хуманитарна вечера организирана на ова наше хуманитарно друштво под името Земзем со една благодарна цел, а тоа е да подадеме рака на кој помошта им е потребна. Почитувани, целта на здруженијето е да собереме средства за помош на сиромашните семејства и на луѓето кои што живеат во тешки услови, но и да придонесеме за реализација на значајни хуманитарни, образовни, верски и општествено корисни проекти за нашето родно место Подгорци. Почитувани, иако вас животот ве одвел далеку од родниот крај, секогаш срцето останува таму каде што се вашите корени, вашите родители, местото каде што сте ги направиле првите чекови, домот од каде што за прв пат сте го слушнале езанот. И сето тоа кај вас создава неотповиклива опврска да се помогне и да се создаде нешто кога тоа е непотребно. Почитувани, ве молам вечерва да сте обединени, затоа што секој ваш придонес не ставува навеж, секој ваше дадено малку за некој значи добро. Оно што прави добро за другите, прави добро и за себе, и значи чекор од добра истина. Заедно можеме повеќе, заедно можеме да промениме нечи живот, заедно за подобра иднина за нашето Подгорци. Аллах да ве награди со љубавата награда за секој добро што ќе го направите. За кратко време, иншаллах, со вашето присуство, со вашите фамилии, во родниот крај ќе ни го разубавите родното место. И благодарам, селам алейкум. А сега, иншаллах, му препуштаме зборот на Ефендијава Джевај да кажем нешто, иншаллах. Бисмилlah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نستعينه ونستغفره ونسأل الكرامة فيما بعد الموت لنا ولجميع المؤمنين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث شريف لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Почитувани присутни, најпрвен да му изразиме благодарност на возвишениот Аллах Джелешанову, кој е створител на се што постои на дуњалук и ахирет, кој е створител на човекот во најдобар облик, кој му има дадено многу благодети на оваа дуња и голема одговорност на овој свет. И нека салават и селам биде на Мухаммед салаллаху таала алейхи ва селем, неговата сената фамилија, асхабите и сите оние кои го следат се на судниот ден. Најпрвен, уште на почетокот, да им се заблагодариме на организаторите, на членовите на ова хуманитарно друштво Земзем, што ме почести
со нивната покана да бидеме дел од оваа трета традиционална хуманитарна донаторска вечер. Исто така им се заблагодаруваме и на членовите во ова друштво, на оние кои го спонзорираат ова друштво, сите пријатели кои што ќе бидат членови од денеска натаму во ова друштво, да донесат голем допринос, подкрепа и да продолжи ова друштво со своите активности. Ефендијава, ќе му оставиме и неколку збори на Ефендијава назмете, иншалла. Бuyurun Efendi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنازعوا وتفشلوا وتذهبوا ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم. Почитувани и сенети браќа муслимани, на почетокот да му искажеме благодарност на Аллах џеле шануху. Ово само него го фалиме и од него помош бараме, опрост и упатство. Кај него бараме за солниште од сите искушенија и шејтански сплетки. Кога Аллах џеле шануху ќе го упати, никој не може да го однесе во заблуда, ако ќе го остави во заблуда, никој не може повторно да го упати. Нека салават и селам биде врз неговото најсакано словење Мухамед салаллаху алейхи ва селем, неговата ценета и честа фамилија, асхабите и сите оние кои го следуваат неговиот пат до судниот ден. Драги браќа, денес најмногу кој што влада исламскиот умет, кој што зависи и па потреба етничко единство, меѓусебната солидарност и заедничкото згрижување, соединување на еден извор, а истовремено оддалечување од расправи, раздор, меѓуземни конфликти и така натаму. А нема поефикасен лек за лекување на раните, за поправање на ова денешна наша состојба и издес од моменталната стагнација и девијација, освен леко зближување на муслиманските срца, зближување на нивните редови, меѓусебно братство, единство, реципрочност, помагање и така натаму. Allah da i nagradite Efendije, ќе му дајме и еден краток говор на Ефендијава од Правис Домини. Buyurun Efendi. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. За благодарност му припаѓа единствено и само на Аллах субханаху ва та'ala. Салаватот и селамот му ги спраќаме на нашиот мил пратеник Мухамед салаллаху алейхи ва селем. На сите оние кои го следеле, го следат и ќе го следат се до судниот ден. Драги браќа, во овие свечени вечери на нас треба да ни биде свесна една работа, а тоа е дека кога ние веќе сме муслимани, алхамдулилlah сме муслимани, мора при нас да има едно својство, а тоа својство е свеста. Секој еден муслиман да има при себе голема свест. Односно, ние знаеме дека во времето на пратеникот салаллаху алейхи ва селем, самиот пратеник за да успее во некои негови мисии, имал потреба од народ кој ќе го поддржи.
Нарочито имал потреба од народ или еден дел од тој народ кој ќе го подржи финансиски. Без тоа не може да се оди напред. Ние знаеме, например, со доказ дека Ебу Бекр радијаллаху та'ала бил најдобриот асхаб во времето на префетикот салаллаху алейхи ва селем, кој 3 пати во неговиот живот го дал сиот негов имот во името на Аллах субханаху ва та'ала, но не за негови користи, туку за општа корист на секој еден муслиман. 3 пати го дал својот имот, а не дал нешто малку вредно. Ебу Бекр бил еден од најбогатите асхаби. И затоа префетикот салаллаху алейхи ва селем вели потоа: "Ма нафa'ани малу qattun кама нафa'ани малу Аба Бекрин." Никогаш во мојот живот не ми бил во корист некој имот како што бил во корист имотот од Ебу Бекр кој ми го донира за општо корист на сите муслимани. Зошто од Ебу Бекр имотот кој го донира бил најдобриот имот? Затоа што Ебу Бекр баш во тие моменти, баш во тие прилики кои најповеќе имал потреба да даде пари. И ние сите сме сведоци. Ова друштво веќе сме приготвени тука и секоја една година знаеме колку се потрудија и се трудат леѓата да организираат и да вложуваат труд. И ние на нив секогаш им велиме Аллах да ве награди за вашиот труд. Затоа е одговорност. Например, ние вечерва сега ќе појавиме, ќе вечераме, а после тоа некој треба да соредува, некој тие парите ќе влезаат, треба да ги организира како да се вложат во подготовки. И ние ќе се заминиме. И тие ќе имат една представа, прилика, една перспектива колку пари вечерва. Аллах да ја награди на нашите гости за нивниот говор. Иншаллах, прво ќе кажеме едно обавестување кое беше поттикнато лани за собир на средства за доградба на една куќа во нашето село на нашата сестра. Парите за кровот беа собрани, но немавме можност од времето, варнеше, не варнеше и кога дојде време да се прави кровот, беше поттикнато уште поголем проект да се реновира цела куќа. Па иншалла парите кои беа собрани ќе бидат донирани иншалла за доградба на куќата одново. Моментално се работат на системот, значи да нема никакво фитне во нашите глави, да даваме напор и иншалла да ја поддржиме овие работи. Вечерва видовме дека имаме оваа година и спонзори. Секој прво ќе ги поканиме еден по еден од гостите кои беа дојдени од Македонија, по едно мал поклон, а за теја прво го повика председателот на ова друштво, Аџо Муарем Рамушовски. Сега прво ќе поканиме еден по еден, прво ефендијата Џевај Бујру, Efendi X, Efendi Nazme Бујру, по нашето село. Аллах те награди за трудот што дојдовте баш од Македонија. Да дајме саборише 2 минути ако мој. А сега ќе почнеме со спонзорите. Го поканувам Мирсат Реџовски. Бисмилла. Аллах да ја награди за нивниот труд. Ова е еден малав поклон, еден успомен. Иншаллах да даваме труд сите заедно. Го поканувам еден од спонзорот на Суби Колор, Бујру, Мики, бисмилла. Аллах да ја награди за нивниот труд, кои што се потрудија да дојдат вечерва овде, да го поддржат ова наше друштво. Аллах те награди. Го поканувам Аџо Џевај Исаковски за нивниот спонзор 3 МЛ.
Го поканувам Шејадин Максутовски, конституциони генерали, Аллах да ве награди. Го поканувам, пошто моментално овде не е, му заблагодаруваме на Техно дом, кој моментално е во Македонија, немаше можност да дојде, иншалла ќе му биде доставено за него. Го поканувам еден од спонзорите на Мерлин, Бујрум. Ажо варше бисмилла. Го поканувам еден од спонзорите на Ајрадиновски, Аџерешат или Аџерешат Бујрум. Аллах ве награди за поддршката. Го поканувам Бекировски за нивната поддршка. Аллах да ја награди. Го поканувам Мухамед Исаковски, Аллах да му награди за неговата поддршка и неговиот труд. Исто го поканувам военно спонзор и друго председател на одборот Башким Белмаколов. Аллах да го награди за неговата поддршка кон нас, иншаллах. И за крај, Аллах да го награди нашиот спонзор кој го финансираше месото што го седовме од него, да Ибра, Бујрум бисмилла. Аллах те награди кога подите. Само секунда. Исто така вечер имаме иш еден гостин. Един ке е врати. Елавате Бујрум, кој што е парвак во джудо. Бујрумате. Еден поклон и на нашиот млад талент. Исто така едно грација на правиш домен и џамијата, го покануваме ефендијата. А сега, иншаллах, само секунда, знам дека огладневте, сабур. Иншаллах ќе имат и за да ја преземат камерава Ардијан, за камераманот на ова наше друштво што 3 години не поддржи во секоја работа. Аллах да го награди, Фикрет Мемедовски. А сега иншаллах да се старпиме да му дајме можност на измечиве, да може да ја донесе порците. Аллах да ве награди за вашата присусност и иншаллах да се бориме што поќе да се поддржиме во овие работи. На здравие, афијат олсу.
Thank you.